Довидување Исо, ти благодарам за ова подсетување, ти благодарам што и во утро ни го донесе повторно Светот на дланка. Ни одиме со отворањето на третата тема во отворената утринска програма на телевизија Нова, информација точна и навремена или ИТН. Вели вака, дали е ова добра можност за профит и заработка кога станува збор за курсивите за шминка и за луѓето кои што ги прават тие курсеви, нели? Што се може да се научи на овие курсеви и колку курсивите за шминка стануваат популарни кај нас? И уште нешто што јас додавам, како да се остане свој со стилот или во однос на стилот, во однос на шминкањето. И кој друг, ако не мејкап артистот Александар Билјановски Дадар. Добро утро или добар ден веќе? Добро утро. Добро утро. Категорично. Да. Дадар, од кога започна твојата приказна со шминкањето? Ајде да се вратиме години на назад. Па, можам да кажам дека јас со шминката се дружам доста долго. Да кажам со уметноста, бидејќи во последно време луѓето сакаат да кажат дека тоа е уметност, нешто со кое што се согласувам. А инаку точно 20 години 20? Како пројавив интерес, да кажам, за шминка. Иако во тоа време, во моментот кога пројавив интерес, веќе и почнав да го правам тоа. Па така можам да кажам дека мојата кариера навистина е долга. Иако имам 37 години, може би 21 година веќе сум во тој филм. Значи никаде од 16 годишна возраст, а? Да, 15-16 годишна возраст. Како тргна се, како почна? Шминкаша некого, те замоли некој за шминкање? Како почна? Интересно е што почна, татко ми да кажеме е уметничка душа, во смисла има талент за сликање на платно и за цртање генерално. Помнам дека најдов еден цртеж, едно око интересно, нацртано, нашминкано. Добра. И некако ми остана тоа во глава и почнав на секаде да цртам очи, да се обидувам да цртам, па и да ги нашминкам, да ги насликам. И моето обкружување, да кажам, од женската страна, од фамилијата, знаеше доста да се дружи, така да кажам, со шминката. И тоа некако ми фати око. И едноставно почнав да се интересирам подлабоко, прво на лист, па потоа на лице. И сето тоа, ете да кажам дека се претвори во тоест се претворив ја во мејкап артист. Сосема случајно. Дали одеше на никакви курсеви самиот ти за шминка? Нажалост, во тоа време немаше никаков курс, немаше ни од кого да се научи, не постоеше YouTube, не постоеше Instagram, овие социјални мрежи кои што се ни прават туторијали, апсолутно нели. Воопшто немавме ни пристап до интернет. Така да морав сето тоа да го научам сам на некој начин. Ете пак ќе кажам, некои мои драги особи што сум гледал како се шминкаат, или па некој интересен магазин, филм, но сето тоа беше, да кажам, може да се види крајниот ефект. Не може да се знае начинот на поставката како е сето тоа, затоа кажувам дека јас го изодев, нели, оној потежок пат. Во денешно време можете да отворите се на интернет и да знаете од како да го одблокирате вашиот телефон, до како да пред некој ден имав убаво искуство како да зготвам нешто интересно, може да се пофалам дека беше доста успешно, барем за мене. И вкусно беше, така, не само што беше интересно и вкусно, на крај, добро. И секако може да се научат многу работи. Затоа и јас велам дека денеска буквално можете да станете и доктор со YouTube туторијали, секако треба да се полагаат испитите. Меѓутоа, во денешно време на вистина е се достапно. Имав еден предлог, да кажам, на еден мој браточет, кој што во тоа време живееше во Лондон, велеше дојди јас ќе обезбедам курс да направиме. Ја некако не бев сигурен во себе и излажав тогаш дека не знам убаво да пишувам англиски. И така одлучив да останам тука. Не дека ми е лошо, меѓутоа веројатно сето тоа побрзо би го, нели би се стекнал побрзо со тоа знаење, отколку да го поминам потешкиот пат. Меѓутоа не се кавам и навистина, ете, сметам дека добар избор сум направил сепак. Така. И потоа како? Како одеше тоа? Контурираш едно око, така? И сега потоа што? Потоа, ете, рацете или си сигурен? Не, уживам во тоа едноставно и ден денес уживам. Ја викам дека сум благословен со мојата работа, буквално, бидејќи кога работам, тоа е на некој начин уживање и медитација и навистина не чувствувам некој посебен умор. Да, физичкиот умор постои, нели? Нормално, од 6 бајле ако шминката невести до, не знам, до 5-6 попладне си работите. Меѓутоа, нели,
ќе се одморам, а меѓутоа се чувствувам убаво, исполнето. Сето тоа како почна уште еднаш мојата сестра близначка беше жртва модел, да кажам, иако не е баш по тие работи. Не е многу пошминкање. Моите братовчетки исто, од кои што и гледав и на кои што подоцна се вежбав, се разбира. Другарки во школа, блиски. Ете, имав некаква среќа, да кажам, во училиштето средно, во кое што учев, бевме 6-7 машки, а Се друго жени. се друго 25 жени, да кажеме. И на И вистина секој ден? си имав модели на кои што можев без престан да вежбам и како викаат По толку англичаните, вежбање. practice makes perfect. Така да се може да се постигне само доколку се сака и доколку се совлада тоа, да се Така. научи и да се експериментира. Да. Добро, треба да се сака, ама од другата страна за сите оние кои што може би имаат желба. Доволна е желбата или навистина мора да има и некаков талент за тоа? Повторно ќе кажам, значи нема нешто што не може да се научи доколку сакате. Еве на пример, ставете ме да бидам камерман, верувам дека ќе ги научам основните правила и ако се потрудам ќе го совладам и тоа. Да, јас врска немам од шминкање. Ако дојдам на таков курс ќе научам нешто да Едноставно можеби не си се заинтересирала можеби доволно. не е тоа, да. И едноставно не можеш да знаеш се, нели да Така те е. бива за се, меѓутоа сметам дека талентот е многу мал процент, поголем процент е желбата и напорната работа. Работа и само работа до успех, било каков успех, кој што, нели, со правилно менаџирање, да кажам, може да има резултати. Да резултира со поголем успех. А кога станува збор за курсевите за шминка, кои што ги споменавте, ќе кажам дека постојат курсеви за шминка за жени кои што сакаат да се научат самите да се нашминкаат. Така има. И курсеви за шминка за Професионални шминкери идни потоа. шминкери Или професионални. Така. Курсот кој што и обуката која што ја држам е, да кажам, навистина интересна и има голема содржина. Трае отприлика 2-2,5 месеци. Еве токму сега во ноември собираме група и споменавте за интересот. Интересот е неверојатно голем. Тоа сакав да прашам, што е ова? Ова е вреда. Интересот е голем, што сите тие- секогаш кога го отворам Фејсбукот има по 20 на прашања за курсот за шминка. Имаме Навистина? реклама, да. Тоа ме радува зошто? Затоа што има една интересна приказна во Лондон, една 52 годишна жена која што цел живот работела во администрација, едноставно се завршила со тоа и рекла од сега јас ќе бидам фризер и шминкер. Дамата оди на курс, завршува и станува успешен шминкер и фризер. Тоа е многу убаво, затоа што кај нас некако ние македонците, еве да кажеме, И барем успешни приказни поинаку се доживуваат. не само со тоа, страна него кога е напунат 50 на години луѓето веќе чекаат пензија, се предаваат. Не, ово е многу убав пример кој што вели дека животот тука не завршува. Дека едноставно може да има и пресвртница и едноставно да се ново, да се направи нешто ново и да се успее. А на вистина професијата мејкап артист е многу популарна во последно време ширум светот, да кажам, а посебно ете во тука кај нас. Посебно кај нас сите, со Инстаграм, со YouTube, сите оние интересни девојки, јутубери кои што имаат канали, кои што се шминкаат сами и објаснуваат, на вистина може едноставно да се научи многу и кога ќе се посети курс, да добиете соодветно обука, секако дека ќе има големи резултати. Јас имам мои колеги шминкери кои што го завршиле мојот курс ширум Македонија, од секој град. На вистина. Така да, еве доколку ти треба едноставно, не знам, во недела во Охрид или во Куманово, можеме да се јавиме и да организираме добра шминка. Секако не можеме јас да бидам сегде. Има добри шминкери на широко и надолго и широко низ Македонија. Така да ќе кажам дека на вистина оваа работа е многу интересна. Може убаво да се живее од нејзе, доколку се вложи. Посветиш. Апсолутно. Така е, да. Колку треба да се предаде или да се открие она што значи стил во шминкање и колку треба да се остане свој во однос на шминкањето, нели? Колку треба да си уникатен во она што го создаваш?
како дело. Па добро, Или сега, тоа е некој уметничко дело, така барем тоа е јас точно. го гледам. Постојат правила, некои основни при кои што еве јас конкретно ќе кажам за себе дека се придржувам. Меѓутоа, ете да кажеме 50% од шминкањето, 50% е више стилот на самата жена. Еден клиент кој ќе седне модел независно на стол, треба да го откриете што сака, тоа секако доаѓа со текот на годините, Така е, нормално да, се и- стекнува искуство. Некој разговор со него, така е, нели? Точно, јас тоа кога влезам од врата, кога ќе видам клиентот, веќе знам што сака. Едноставно, тоа е некоја несвесна програма во подсвеста, Да. која што веќе ми кажува што ќе сака оваа особа, дали ќе сака да остави некој силен впечаток каде што сака да се појави, или тоа ќе биде дискретна шминка, ненаметлива, ќе изгледа убаво, свежо, но сепак природно. Некои луѓе не сакаат да им се познава шминката, а некои сакаат па да бидат подраматични. Така. Едноставно со текот на времето добивате чувство за луѓето што сакаат. И ете во 99% случаите кај мене велат како мислиш ти? Така. Значи веќе имаат видено мојата работа, проверено, можеби и биле, можеби виделе слики, барем тоа е лесно во денешно време. Така е, да. А што со оние кои што не знаат што сакаат, не сакаат да бидат драматични, не сакаат да бидат ни премногу невпечатлива шминка, не знаат што сакаат? Во тој всушност? случај е најпаметно да се држиме до основните До правила, основните, така е. Справување со шок не е паметна работа, посебно доколку некоја невеста воопшто не е паметно да ја шокирате со некој, не знам, Да. црн карми, нели? Едноставно треба да се држиме до основите и сето тоа да изгледа полесно, попрефинето и поелегантно. И во овие 20 години работа секако имало и случаи кога на некого нешто не му се допаднало. Што тогаш? Се брише се како Искрено такво нешто до сега не се случило Со во овие корекција 20 некаде? години. Аха. Пак ќе кажам, треба да се дознае што сака клиентот. Јас Добро. затоа викам и на моите колеги вработени во моје студија Дадар, слушнете што сака клиентот. Добро. Многу е важно да го процените сослушате. што сака, Да. го сослушате, а не да наметнувате нешто ваше. Ќе ги кажеме ние правилата и можностите и ќе се најдеме на пола пат, да кажам. Сето тоа е компромис. Така е. Доколку некој каже дека е сепак појака шминката што очекувал, тоа може да се намали. Да. Доколку е многу нежна, може да се, да С голем кажам, интензитетот. така е, Да. а не се случило да каже некој избриши мене. Не Барем ми не се се допаѓа. сеќавам. Да. Ако зборуваме за тоа како и колку македонките внимаваат на својата шминка и колку знаат да се шминкаат на крајот на денот, барам кога се однесува за дневна шминка, што ќе им кажете? Секако помалку е повеќе. Тоа е мотото на шминката од кога знам за нејзе. Македонките знаат да се нашминкаат. Знаат? Искрено имаат доста искуство, дури јас сум често пати изненаден. Едноставно се ги знаат своите црти на лицето, знаат што им недостасува, што е одвишок, да кажем. И дури ако не знаат да се нашминкаат, знаат како сакаат, што е навистина добро и плюс и олеснување за мене. Да кажеме, нели, доколку има одредена ситуација каде што едноставно не знаете што точно сака клиентот, често пати се збунети и не знаат што сакаат, па најлесно им да им кажат како мислиш ти, Дадар, така направиме, веруваме во тебе, што е, да кажам, голем плюс за мене и олеснување, нели? Чувството кога ќе седне некој пред вас и ви верува е навистина бесценето. Така е. Додека, ете да кажам, кога сум почнал во кариерата, кога не сум бил сигурен, толку во себе, нормално, пак сум се држал до тие некои основни варијанти, со кои што знаете дека повеќето луѓе би биле задоволни. Да. Еве, например, кафената боја, која што е неутрална, која што значува удобност, чувство на смиреност, едноставно нема на некој кој што не му одговара. Да. Доколку не сте сигурни, ќе одберете неутрална боја, која што ќе одговара и ќе биде, да кажам, една ласкава шминка, која што ќе, нели, со која што ќе се чувствува убаво
клиентот. Така е, да. Ми рече дека има неколку повеќе луѓе кои што биле на твоите курсеви по шминка и кои што сега се добри шминкери, нели, мејкап артисти низ Македонија. Како стои суетата на тема мејкап артисти и суета? Или колку е поголема конкуренцијата? Ако зборуваме за вака, нели, курсеви по шминка организирани баре секој генерално од луѓето кои што Точно, да, има на вистина многу, се шминкери или мејкап артисти, како сакате. Сега ако сите тие, да речеме 50% од луѓето кои што доаѓаат на или таму на тој курс да почнат или да продолжат да шминкаат, тогаш тоа е веќе голема бројка на шминкери или мејкап артисти. Дали има место за сите? Има ли работа за сите? Како до работа за сите? Апсолутно. Има? Во денешно време буквално на секој чекор има и козметички салон, а на помалку од чекор фризерски салон. Конкуренцијата е навистина голема. Колку е лојална, колку не е лојална, нели веќе тоа е индивидуално. Некој едноставно работи со еден стол, прави фризури и шминка. Некој нели има поголемо место, меѓутоа тоа не е некаква гаранција, да кажам, за квалитет. Сметам дека може да се добие добра шминка и фризура во повеќето случаи. А суета, па веројатно секако има, како и во секоја професија. Искрено, јас немам време за тоа да го приметам. Едноставно, самите обврски животот ми налагаат да... Се дружите ли? Одите ли на такви некои искрено, можеби фризерите... нови шминки се... Можеби фризерите се дружат повеќе, бидејќи често има нели семинари за фризера и слично. Шминкерите како шминкери, да кажам, еве барем јас кога одам некаде каде што не ги познавам луѓето, така да не одам групно, да кажам, со некои мои колеги. А каде одите кога одите? На некои такви, да речеме, до усовршување или барем да видите, да присуствувате на некои такви отворени работилници или како веќе се нарекуваат? Искрено, јас можам да ви кажам дека во животот не сум бил на такво нешто, конкретно на семинар за шминка. Едноставно се имам претплатено на интернет на доста, да кажам, страни за туторијали, за новитети. И самата козметика која што ја купувам и користам, обично ми кажува за што е или ете ќе кажеме имаме од дистрибутерот обука. Така, што како да се користи. Да, јас сум ете да кажам во момент во мојот живот каде што јас патувам и држам курсеви, обуки, ете да кажам мастер клас. Така. Имам соработка со повеќе козметички куќи за кои што држам презентации и промоции. А јас, за нажалост, едноставно никогаш не сум бил, не се случило, немало прилика и обично тие семинари се за фризерај. На никакви големи такви, не знам, снимања на спотов, на такви работи, за тоа? Не, добро, ако збориме за обуки, обично се за фризерај, за козметика, за салони. Поретко се за мејкап артисти. Нели, бидејќи сум собственик на салон, нормално дека морам да сум во тек со со се. Слабење, третмани за лице, масажи, сето тоа. Нели секогаш излегуваат и нови машини. Меѓутоа, шминка како шминка ретко кој прави таков семинар, барем јас не сум посетувал, што не сметам дека е добро. Меѓутоа сум наоѓал начин како јас да се дообучам, да ја користам мојата инспирација и креативност на некој начин, а благодарение на интернетот на вистина можете многу, ќе повторам, да научите, така да кој не може да отиде на курс, може едноставно да отвори YouTube и да праша што сака. Секако друго е кога ќе дојдете лице во лице, нели таа живо интеракција. Може некакви попусти ако нема да плати или не знам, или нема попусти кога се однесува за курс за шминка? За курс за шминка. Па баш сега направивме таква добра цена. Во курсот од 4 степени го ставивме за почетници првите 2 степена и навистина е со, да кажам, цената пристапна. Добра. Секој кој сака може да се заврши едно ниво, додека се усоврши понатака да дојде и на нели 3-4 степен. И јас гарантирам дека на тој курс на вистина се станува шминкер. Можеби љубовта кон работата и колку јас се посветувам на тоа, а и колку од друга страна ми веруваат и сакаат да научат учениците во случајот, иако се тоа од 19 до 50-60 години. 60 години нема, но има 50 години, да.
едноставно сите коцки се поклопени во овој случај. Супер, ви благодарам за ова споделување Благодарам. на своите искуства и ноември чекаме нови шминкери и мекап артисти да Од излезат. ноември до јануари ви ветувам нова група на Ке ни дојдете со шминкери. некој од нив тука. Со Важи? задоволство. Да. Поздрав. Ви благодарам вам, драги мои, што и ова утро се будевме и растанувавме заедно со отворената утринска програма на телевизија Нова, наречена Информација точна и навремена. Ова беа нашите информации точно и навреме кои ги споделивме со вас. Се гледаме од понеделник повторно, не заборавајте, вратете еден час. Се гледаме во 8, односно по ново во 7 часот во понеделник. Довидување до тогаш.